Во текот на вчерашниот ден имавме најмалку 33 пожари на отворен простор. Помеѓу нив имавме неколку исклучително тешки шумски пожари кои што избија во сред борова шума. Таков беше пожарот кој што изби во близина на границата со Бугарија на територијата на општина Пехчево во аторот на село Црник. Тежок пожар за кој што не очекував дека ќе биде изгаснат. Благодарение на изворедната координација на градоначалникот на Пехчево со поддршка на 3 ТР трактори на ДЗС, овој пожар најпрво беше ставен под контрола, а потоа и целосно изгаснат. Денес не дава знаци на горење. Наредниот тежок шумски пожар беше во аторот на село Бигла, некаде на средина помеѓу Македонска Каменица и Делчево, пожар за кој што исто така не очекував дека ќе биде ставен под контрола. Благодарение на силната пожртвуваност на градоначалникот и сите екипи кои што ги повика на терен со поддршки на локалното население, овој пожар беше ставен под контрола и се уште го држиме под контрола. Истиот не дава знаци на ширење, понекаде чади само во изгорениот дел. Од страна на градоначалникот се ангажирани многобројни екипи кои што одат по линијата каде што прекинува горењето, за да не дојде до негово повторно реактивирање, бидејќи подлогата е полна, можеби некаде и половина метар длабок слој од диглички од боровите, измешани со шишарки, барут суви, лесно запаливи. Воедно на многу места има висока и барут сува трева. Дождот кој што вчера заврна на неколку места во државата ни помогна да биде изгаснат пожарот кој што се развиваше над село Сушица, над Конјаре, кој што претходно започна на територијата на општина Куманово во аторот на село Винце. Овој пожар е изгаснат на нула. Во овој момент имаме најмалку 5 активни пожари. Најтежок, најкомплексен за гасење е пожарот кој што сега гори на планината Китка, пожар кој што во неколку наврати го стававме под целосна контрола, пожар кој што во неколку наврати и целосно беше изгаснат. Пожар на кој што пред 3 дена му го зададовме конечниот удар, затоа што еден цел ден немаше ниту трак од горење. За жал, некои злобници, луѓе кои што од користолюбие или од осветнички мотиви упорно го палат и повторно подметнаат долга линија која што беше невозможно да се изгаси брзо. Овие злобници кои што палат ваков пожар на вакво место треба да знаат дека со нивното поведение ризикуваат да убијат други луѓе, да ги убијат жителите на многобројните села околу и под Китка. Затоа апелирам до локалното население да внимават на некои луѓе кои што се наоѓаат помеѓу нив, бидејќи имаме индиции дека потпалувачите се токму од тој регион. И порачува на запалувачите дека сите државни служби работат на откривање на нивниот идентитет и порано или подоцна ќе бидат изнесени пред лицето на правдата. Цела ноќ траеше битката за спас на селото Палиград.